Тутунопроизводството е една од најстратешките култури и гранки во делот на земјоделскиот сектор, кој што добива силна поддршка од владата на Република Македонија. Обезбедуваме 100 милиони евра девизен прилив токму преку оваа значена и традиционална гранка на производство во Република Македонија. Затоа владата на Република Македонија уште во првиот мандат ја донесе ова крупна и значена, би рекол, историска одлука за зголемување на субвенциите на тутунопроизводителите, така како што презедавме обврска и ветивме на граѓаните. Оваа година го воведовме концептот и моделот на субвенционирање во 3 нивоа, и тоа за прва класа 80 денари за субвенција по килограм, за втора класа, односно второ ниво на субвенционирање од 70 денари по килограм, и третото ниво на субвенционирање од 60 денари за третата, четвртата и дополнителните класи. На тој начин дополнителни 5 милиони евра се зголемувањето на субвенциите кои што го добија тутунопроизводителите, почнувајќи уште од оваа прва година и за првата реколта од овој период. 28 милиони евра навремено, тогаш кога се потребни, не како задоцнувањата кои што се случуваа во претходните неколку години, дојдоа кај 26.000 семејства кои што се занимаваат токму со оваа значена гранка во земјоделството, тутунопроизводителите. Најголем дел од овие средства се токму приходи кои што се во Прилеп и во околните општини на Прилеп. Оваа година се постигна со откупот историски највисока откупна цена од 217,6 денари по килограм. Тоа се дополнителни исто средства во буџетот на тутунопроизводителите, кои што обезбедуваат една сериозна екзистенција на 26.000 семејства. Дополнително, владата на Република Македонија и Министерството во овие неколку месеци беше силно посветена да меѓу првите закони за кои што сметаме дека се битни и значени, со кои што се создаваат промени, а кои што се рефлектираат на самите тутунопроизводители, е токму законот за тутун, кој што целосно е завршен од страна на комисијата, кој што ги заврши сите постапките на ИНЕР и се очекуваат последните мислења за да влезе во владина процедура. Со законот за тутун се создаваат административни олеснувања, односно се отстрануваат некои бариери кои што ги има тутунопроизводителите при самото аплицирање, склучување на договори и остварувањето на своите права. Се укинуваат евидентните листови и се создава административен софтвер во кој што ќе се внесуваат сите податоци од страна на откупните компании, со што се кратат маките и административните процедури на токму овие 26.000 семејства и фамилии кои што остваруваат право преку субвенционирањето и ова производство. Европската Унија одделува 40% од својот буџет токму за секторот земјоделие, и ова е еден од назначајните сектори каде што целокупната поддршка за државите членки на Европската Унија доаѓа директно од Европската Унија. Затоа 30 септември е многу битен за тутунопроизводителите, за земјоделците, за сите граѓани, за да го направиме овој крупен исчекор преку кој што ќе дојдеме и до повисоки откупни цени, до сигурен пласман, до зголемен извоз, до зголемени вработувања од целокупниот сектор со влезот на Македонија на пазарот од 500 милиони граѓани, тоа е пазарот на целата Европска Унија. 30 септември е историската можност која што граѓаните мора да ја искористат да гласаат за Европска Македонија. Тоа што го рековме, тутунарите со овој закон очекуваат и ќе добијат олеснети административни процедури. Нема потреба да одат во подрачните единици, нема да се создаваат сите оние гужви, проблеми кои што ги гледавме последната и во претходните години. Затоа го преземавме овој чекор, кој што е дел и од владината програма за укинување на евидентните листови, ни за административни олеснувања, објавување транспарентно на договорите до 28 февруари, ни за обврски за откупувачите, за местата каде што треба да отвараат откупни пунктови, нови мерила по кои што ќе се спроведува целокупната постапка. Законот опфаќа
и овој закон е усогласување со со европските регулативи во делот на производите кои што произлегуваат од тутунот. Станува збор за сосема нов закон кој што многу детално, многу прецизно и закон за кој што граѓаните, медиумите, коморите, сите засегнати страни застанаа за овој закон. Ова е пример како треба да се носи било кој закон во државата, во целокупно партнерство со сите чинители и со поддршка од страна на сите чинители, така да после целосното усогласување, после целосната поддршка која што дојде од сите страни, законот влезе во административните процедури и со обезбедувањето на мислењето од страна на владата ќе биде заокружен, односно очекуваме во најкус можен рок да биде донесен и да се применува почнувајќи од оваа сезона. Она што е наша обврска, она што можевме ние да го направиме, го направивме. Јас не се надевам дека опозицијата, како што го обструираше и блокираше носењето на Законот за земјоделство и рурален развој, каде што ја внесувавме мерката зелена нафта и чекавме 6 месеци заради блокадите од страна на соодветни чинители во парламентот, 6 месеци чекавме да се воведе оваа мерка во законот. Овде сметам дека станува збор за закон кој што од интерес на граѓаните, на целокупниот, на сите оние кои што се дел од овој сектор, и сметам дека во најкус можен рок во интерес на сите да се донесе и да се применува од самиот старт. Знаете, 2017 година е првата година во која што јас како министер сум дел од овие сите постапки кои што се спроведува за штети и сум горд што цела 2017 година денес разговарав и со градоначалникот, со раководителот на подрачната единица, Прилеп е исчистен, платени се сите штети за кои што нема никаков проблем во врска со 2017 година, и тоа е исто така пример како треба да функционираат институциите од самото увид, од самата проценка во Бирото за судски вештачења, сите процедури во Министерството и во платежната агенција. Овде станува збор за постапка која што е инициирана од страна на општината, од општинската комисија формирана од Советот на општината. Ме радува што е завршена целокупната постапка, како што тоа ме информираше и членот на комисијата и градоначалникот. Ме радува и тоа е добар показател што ова е прв пат во историјата и на Прилеп, но и ова е пример и модел и урнек за други општини дека навистина треба да се помага на граѓаните, што градоначалникот најави дополнителна поддршка од сопствени средства на општината за оштетените граѓани кои што денес еве ќе ги посетиме. Но постапката сега со испраќањето на елаборатот, денес, колку што знаме, завршена постапката на ниво на општината, ќе стигне до меѓувладината комисија на ниво на влада по спроведувањето на целокупните постапки на ниво на оваа комисија, проценките од Бирото за судски вештачења, владата ќе определи процентот на исплата согласно Законот за заштита и спасување, и верувам дека како што ја забрзавме постапката за исплата на штетите и ја затворивме за 2017 година, и овде станува збор за постапка која што е во целост испочитувана согласно законот, нема неправилности, нема нејасноти како во однос на штетите од 2015 и 2016 кои што ги наследивме во еден законски лавиринт во кој што сме ставени. Ова работа сметам дека многу брзо ќе биде завршена на ниво на влада и дека граѓаните ќе бидат обештетени согласно одлуките кои што владата ќе ги донесе. Не може. Не можам да знам, заради тоа што јас не сум дел од владината комисија која што ги врши овие проценки и која што спроведува постапката, ама се надевам дека тоа ќе биде согласно најбрзите рокови кои што ни се на располага. Денес во посета на општина Прилеп е министерот за земјоделие, господинот Липсо Николовски. Денес разговаравме за стандардот на земјоделците во нашата општина и во таа прилика, сега после оваа пресконференција, ќе отидеме во село Канатарци да разговараме со земјоделците за начинот на обработливоста на земјиштето, како се задоволни од годинашниот и така натаму. Понатаму ќе го посетиме районот на село Големо и Мало Којнари, Галичен и Кадино село, каде што на 23 јули беше на природна непогода, каде што беа оштетени од земјоделските култури од градот што беше на 23 јули, да разговараме со земјоделците каква е состојбата за штетата што е направена, и како што знаете,
оформивме Советот на општина Прилеп оформи комисија која што ги разгледа околу 1315 пријави од земјоделците за оштетени култури. Испратени се тие записници до Министерството за земјоделие во владата на Република Македонија и во оваа пригода сакам да истакнем дека општина Прилеп за прв пат од постојањето на локалната самоуправа ќе издвои своји средства од буџетот на општина Прилеп за обештетување на дел од штетите што е направена на земјоделците од оваа штета што се случи на 23 јули оваа година. Мислам дека тие средства нема да ги обештетат потполно, но ќе му ги задоволат основните потреби за земјоделците во наредната реколта што ќе му биде потребна. Мислам дека за прв пат, уште еднаш да повторам, во историјата на локалната самоуправа и воопшто во сите општини, прв пат општина Прилеп, Советот на општина Прилеп донесе одлука да се обештетат овие земјоделците од штетата што беше направена на 23 јули оваа година. Во таа смисла ќе покажеме дека имаме општествена одговорност и ние како општина, затоа што тоа ќе му помогне на нашите земјоделци за следната реколта да бидат малку повеќе припремени.